Околу 300 жртви на семејно насилство во Струмичко за 9 месеци. Повеќето жени малтретирани од сегашниот или поранешниот сопруг или партнер. Но не е занемарлив ниту бројот на насилство врз родителите – близу 70. Тоа се бројките на регистрирани случаи од полицијата до септември оваа година. Непријавените случаи остануваат под превезот на домашни темни тајни. Дивна Стојанова е жртва на семејно насилство. Таа вели дека се охрабрила да зборува јавно за пеколот низ кој минува последните 7 години, за да им помогне на другите жени да го пријават насилството. Најважно е жената да преговори за своите проблеми и да биде свесна дека таа не е виновна за се што се случува во семејството и да не се срамат, да проговорат пред јавноста, бидејќи тие не се сами. Значи има многу како нив. Сведоштвата на Дивна влегува во документарниот филм «Жртвите на семејно насилство, жртви на системот», што го изработија Сдруженијето Sky Plus и телевизија ВИС. Истражувачите велат дека државата нема доволно механизми да им гарантира безбедност на жртвите, бидејќи насилниците поминуваат со условни казни и забрани за приближување. Пораката која што сакаме да ја испратиме со овој документарен филм не да ја подигнеме свеста на жртвите на семејно насилство. Јас сметам дека жените кои што се жртви на семејно насилство се свесни дека се жртви и не им треба подигање на свест. Ние сакаме да допреме до институциите, дека насушно ни е потребно малку посинхронизирано делување во однос на заштита, превенција и безбедност на жртвите од семејно насилство и силно верувам дека 2019 година ќе биде пресудна во однос на донесување на одлуката Истанбулската конвенција, правилата и нормативите кои што таа ги наложува да се применуваат и во земјава. Југоистокот нема шелтер центар за жртви на семејно насилство. Најблиските шелтер центри се во Свети Николе и Кочани.